Хоу, добро вечер. Ова се вести на КТВ. Сите дечиња оваа вечер под вашата елка очекувајте ги вашите подароци. Хоу, хоу, хоу. Декември 2013 година, почитувани гледачи, последниот ден пред дочекот на најлудата ноќ или пред дочекот на новата 2014 година. Ова е последното издание за оваа година на вестите на КТВ телевизија. Дедо Мраз го најави почетокот на ова издание на вестите, а јас ќе кажам дека пред нас е година од која што очекуваме многу. Најважно е да имаме добро здравје, да имаме среќа, работа за секој во секое семејство и секако повеќе пари. Започнуваме со подготвените содржини за вечерашново издание на вестите. Како држава славевме победи и се соочувавме со падови. Бевме приврзани, признавани, но и блокирани. Но најважно од се, остануваме доследни на вистинските вредности и упорни во остварувањето на нашите праведни цели и стратегиски определби. Ова меѓу другото го вели во новогодишното обраќање до сите граѓани председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов. Тој на сите граѓани на Република Македонија во татковината, но и надвор од неа им посакува среќни, радосни, новогодишни и божикни празници. Почитувани граѓани на Република Македонија, на прагот сме на новата година. Тоа е можност да се подсетиме на успесите што сме ги постигнале, предизвиците со кои сме се соочиле, но и да бидеме благодарни за нештата со кои сме дарувани. Љубовта на нашите најблиски, топлината на нашите домови, мирот, безбедноста и сигурноста на нашата татковина Македонија. Ова е време на обновена решителност, оптимизам и надеж. Време на солидарност и милосредност кон помалку среќните и кон изнемоштените, но и време на благодарност кон храбрите чувари на нашата безбедност, поради кои и вечерва Македонија може мирно и безгрижно да прославува. Драги сограѓани, како држава славевме победи и се соочувавме со падови. Бевме признавани, но и блокирани. Но најважно од се, остануваме доследни на вистинските вредности и упорни во остварувањето на нашите праведни цели и стратегиски определби. На тој наш пат не смееме да заборавиме дека каква Македонија ќе градиме, таква ќе ја имаме. Затоа во се што правиме, да го вложуваме најдоброто од нас, како родители, деца, соседи и пријатели, како учители и ученици, работодавачи и вработени, да бидеме полни со љубов, жедни за знаење и посветени на успехот. Да останеме верни на вековната традиција на соживот преку меѓусебно разбирање, прифаќање и почитување. И најважно од се, да се престигнуваме во добрина. Им посакувам на сите граѓани на Република Македонија, во татковината, но и надвор од неа, среќни и радосни новогодишни и божикни празници. Среќна и берикетна нова 2014 година. Во годината на локалните избори и економската криза успеавме да реализираме капитални инфраструктурни проекти, нагласува градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов во новогодишното обраќање. Тој се осврна на значајните проекти реализирани годинава, но и на проектите кои што се приоритетни за новата година. Почитувани сограѓани, почитувани кавадарчани, како што е редот на истекот од ова 2013 година, чувствувам обврска спрема сите вас да дадам отчет за тоа како локалната самоуправа работеше во 2013 година. И покрај одредени финансиски потешкоти, оваа година не ни заостана од претходните и се трудевме да реализираме што е можно повеќе проекти кои што се во интерес на вас, граѓаните од општина Кавадарци. Во тој смисол би сакал да ви повторам и да ви соопштам одредени достигнувања на локалната самоуправа во 2013 година. Во оваа 2013 година бевме фокусирани во делот на водоснабдувањето како еден од проблемите кои што со децении го тишти Кавадарци, а тоа е на реализација на капиталниот проект за Бунарска река со кој што обезбедивме дополнителни 150 до 200 литри во секунда.
Тука секако е еден од најуспешните инсталирани проекти на SCADA систем кој што функционира само во Кавадарци и уште неколку градови во Република Македонија. Направивме комплетна реконструкција на цементно-азбесните цевки во ниската зона со помош на парите од КФВ банка. Направивме реконструкција на комплетната подземна инфраструктура на комплексот на улица Охридска. Инсталиравме 5 системи за автоматско хлорирање во селата Бојанчиште, Куманичево, Конопиште, Долна Бошава, Крњево и Страгово. И продолживме со нашиот колектор од 1200 метри, кој што е во непосредна близина на идната локација за почистителната станица за Кавадарци. Во телот на патната инфраструктура се направија историски зафети за Кавадарци. Со помош на владата на Република Македонија реализиравме 16,3 километри регионален пат Кавадарци-Мушовград. 6 километри е проширен и реконструиран патот Кавадарци-Ресава, асфалтиран е патот до селото Фариш, 1 километар од делницата Ладно Долче-Страгово Крњево, пробиен е патот до селото Галиште, реализиран е кружниот тек во градот, реконструиран е мостот на реката Луда Мара, изработен е проект за регионален пат Кавадарци-Дисан и Кавадарци после неколку децении повторно носи генерален урбанистички план. Исто така, како лидери во делот на енергетската ефикасност, морам да се пофалам со тоа дека Кавадарци веќе ги замени лед светилките и целиот град е 100% покриен со лед светилки. Реализирани се термофасади на скоро сите воспитно-образовни институции и градинките. Отпочнавме со реализација на катната гаража. Изградивме нов музеј, споменик на жртвите за Тиквешкото востание, како и биста на Никола Минчев. Интервениравме на куќата на народниот херој Страшо Пинџур и го реконструиравме покривот на манастирот во Мокришкиот манастир. Реконструирано е од моралиштето Михајлово, набавивме автосмечарка и минибус кој што ќе биде во функција на невладиниот сектор од Кавадарци. Пуштена е во употреба пумпната станица Сува Гора, кој што е проект на владата на Република Македонија, реализирана со помош на Министерството за земјоделие. И во Кавадарци направивме уште еден историски чекор, а тоа е во Кавадарци влези Кофи Кап, кој што ќе вработи уште 500 нови, ќе отвори уште 500 нови работни места. Тука секако е и Штефан Вајнери, кој што минатата година придонесе да имаме релаксирана состојба во делот на откупната политика на винарниците. Почитувани сограѓани, ова се само неколку работи за кои што бевме фокусирани и ги реализиравме 2013 година. Ова не е само една водилка која што не прави похрабри да го трасираме патот за 2014 година. Во оваа смисла би сакал покрај добрите желби до сите вас кавадарчани да ви соопштам што е онаа на кое што ќе бидеме фокусирани 2014 година. На прво место ни е аквапаркот и реализација на овој проект по пат на јавно-приватно партнерство. Отпочнување на постапката за деловно трговскиот центар, односно она што значи градско пазариште. Во 2014 година ќе воведеме зонско паркирање, а со донесување на генералниот урбанистички план, реализација и на проектот за изградба на противпожарна зграда на противпожарна заштита. Веќе во продажба ни се неколкуте локации за мини винарници, а секако во скоро време ќе објавиме и продажбата на агроберзата. Во Кавадарци, во Кожувчанка се реализира проект за една мини пиварница. Ќе продолжиме со помош на владата реализација на патот Ресава-Бегниште. Во Кавадарци и во 2014 ќе влезе Лукойл и ќе работиме на целокупното подобрување на патната инфраструктура на Кавадарци, улица Шишка, улица Гоце Делчев и уште многу други улици во градот. Почитувани кавадарчани, се надевам дека ќе не послужи здравието, истото тоа ви го посакувам вас, да бидеме сведоци и актери во реализација на уште многу капитални проекти за 2014 година. На крајот од оваа моја обраќање би сакал на сите вас да ви посекам многу здравие, многу беричет, без проблеми 2014 година и да бидеме сведоци на реализација на сите оние ветувања од локалната самоуправа. Ќе продолжиме да реализираме многу проекти во новата година. Вака им вети на Велешани градоначалникот Славчо Чадиев. Тој упати честитка до сите граѓани на Велес. Иако мандатот го започна пред неколку 9 месеци, со гордост можам да кажам дека работите се одвиваат точно како што ветивме. Така како што посакував, со
со интензивна динамика, со видливи резултати и со успех како што мојот град и граѓаните го заслужуваат. Општината има надležност во повеќе области: урбанизам, комунални дејности, локален економски развој, заштита на животната средина, образование, социјална заштита, култура, спорт, соработа со граѓански организации. Но иако не е дефинирана како посебна област, мислам дека е клучна и многу важна врската или соработката со базата, а тоа се урбаните и местните заедници. Од нивната иницијативност, нивната активност, сериозен и одговорен однос доаѓа потребите и идеите за планирање на развојот на нашата општина. Врз основа на тие идеи се креирани програмите за горе наведените области. Сега е пешачки надвор дигнат Бутовската пруга, се реконструира градскиот стадион. Знаете за урбанистичкиот план за индустријската зона Каласлари и за водоводната и канализационната мрежа во индустријските зони Речани и Узус, но и на езерото Младост. Почитувани, направо сме на 2014 година. Таа ќе биде посредња за околу 2500 граѓани што ќе најдат вработување во новите индустријски капацитети, што ги најавувам во индустријските зони Каласлари и Речани. Ќе биде полесна за сите лица со инвалидност, затоа што ќе се изградат пристапни рампи во сите училишта во градот и во спортската сала во Мичи. Во 2014 година ќе може да здинат и старите лица во руралните средини, затоа што проектот Грижа за стари лица ќе го прошири во поголемите населени места, а ќе даде и целосна подршка на сервисот за грижа на лица со церебрална парализа во домашни услови. Во 2014 година ќе се заврши изградбата на Слободниот храм Свети Кирил и Методи и Народниот театар, што заедно со градската куќа ќе даде целосна нова слика на најфреквентниот дел од градот, што е задоволство за сите нас. Голем зафат е и реконструкцијата на автобуската станица, што е градежен зафат на приватен инвеститор, во голема мера ќе смени приличната ударната слика на градот. Ќе се направи и првиот кружен тек во Верес. Езерото Младост конечно ќе биде вистинско место за одмор и рекреација, но и простор за инвестиции, што ќе го направат посакувана туристичка дестинација. Во најголем дел, тоа што го планираме во 2014 година, е насочено кон локалниот економски развој, но правиме напори да се задржи балансот во сите области на животот и потребите на граѓаните. Честитки по повод новогодишните и божикните празници на сите граѓани на општина Неготино и му патува градоначалникот Ванчо Апостолов. Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани граѓани на Тиквешијата. Дозволете ми од моје име како градоначалник на општина Неготино и од име на локалната самоуправа да ја поздравам и да ви посакам пријатно и ведро расположение за време на престојните новогодишни празници. Како општина вложиме максимални напори за да го украсиме градот и да доловиме атмосфера достојна за новогодишните и божичните празници. А секако свој придонес дадоа и граѓаните кои убавата слика за градот ја надополнија со украсување на сопствените индивидуални стамбени објекти за домување. И ова, како и претходните години, локалната самоуправа организира заеднички дочек за новата година на градскиот площад во Неготино, со ангажирање на еден од најпознатите хрватски изведувачи на забавна музика Ален Славица, а секако свој придонес за создавање весело расположение ќе имаат и двете локални групи од нашиот град. Ја користам оваа прилика да упатам јавен апел до сите граѓани на општина Неготино, но и до граѓаните од соседните општини. Масовно да присуствуваат на новогодишниот дочек на градскиот площад и сите заеднички во позитивна атмосфера да ја дочекаме и да си ја честитаме новата година. На сите граѓани кои се одлучиле најлудата ноќ во годината да ја дочекаат во угостителски објект, во земја или во странство, како и на оние кои во друштво на најблиските новата година ќе си ја честитаат во домашна атмосфера и посакувам новогодишната ноќ да ја поминат во весела и пријатна атмосфера. На крај, на сите граѓани на општина Неготино им ја честитам новата година со желби за добро здравје, многу среќа во животот и успех на приватен и професионален план. Честитки за среќна и берикет на 2014 на своите сограѓани им посака градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов.
Годината што изминува беше повеќе од успешна. Успеавме полека но сигурно да го изградиме Росоман во едно модерно и убаво место за живење. Планови и работа има уште. Работна во секое поле ќе биде и 2014 година. Ветува градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов, кој на своите сограѓани им посака среќни и берикет на 2014. Почитувани граѓани, еве на истекот на 2013 година имам желба да се обратам со едно кратко обраќање до сите вас во поглед на успесите кои што ги постигна нашата општина во ова измината 2013, бидејќи на вистина имаме со што да се гордееме со постигнатите успеси, со работата во изминатава година. Јас нема да ги набројувам сите проекти кои што успешно се завршија и успешно ќе бидат ставени во ваша функција, но ќе гледам да во наредната 2014 година ги достигнеме, односно ги постигнеме овие резултати, но и да направиме уште повеќе. На вас, драги сограѓани, само би останува да ви честитам и да ви посакам многу успех, многу здравје, многу радост во новата 2014 година, во пресрет на новата година да си поминете сите убаво и весело со фамилиите, со пријателите, со другарите и нормално во наредната година повторно со работа, со труд да ги подобриме своите и собствените и на нашите пријатели услови за живење. Со ова сакам да потенцирам дека и наредната 2014 година на нас, на локалната самоуправа, на мене како градоначалник, ќе ни остане само да ги потврдиме успесите кои што ги постигнавме денес, но и да ги надвишиме, да сте здрави и живи и со многу години напред. Го следите новогодишното издание на вестите на КТВ. Продолжуваме со останатите содржини. Имајте убава, плодна и успешна 2014-та, посака за жителите на општина Градско, градоначалничката Жанета Чаушевска. Имајте убава, плодна и успешна 2014-та, посака за жителите на општина Градско, градоначалничката Жанета Чаушевска. Имавме година во која макотрпно се работеше за да се исполнат барањата на граѓаните. Со такво темпо продолжуваме и во 2014-та за да се обезбедат подобри услови, рече Чаушевска, меѓу другото во својата новогодишна честитка. На моите сограѓани, граѓаните на општина Градско, им пожелувам се најубаво во новата 2014 година. Нека имаат благосостојба, успех и среќа за нив и за нивните семејства. Во новата 2014 година ќе продолжиме да работиме напорно, посветено, одговорно, отчетно за доброто на заедницата, за доброто на сите со заеднички сили. Уште еднаш, честита нова 2014 година. Среќна и берикет на нова 2014 година на сите членови и симпатизери и граѓани на Кавадарци им посака председателката на граѓанска опција за Македонија Гром, Божанка Минова. Би сакала во оваа пригода да му ги честитам новогодишните и божичните празници на сите граѓани од општина Кавадарци и во исто време да му посакуваме многу здравје, среќа и љубов во новата 2014 година и се надеваме дека сите нивни желби ќе се исполнат. Во утринските часови ќе има појава на магла која ќе се задржи во поголем дел од денот. Попладне се услови за повремени сончеви периоди. Температура од -2 до 6, максимална дневна од 4 до 12. Слушнавте какво време не очекува во текот на утрешниот ден, меѓутоа не заборавајте дека вечерва организирана забава на плоштадот во Кавадарци со Душко Стефанов, Галакси Радио и Васко Чукарков, исто така од Галакси Радио. Потоа ќе следува забава со Ристо Амиго, како и да е убава организирана забава на плоштадот во Кавадарци, а пак во Неготино сите оние кои што ќе се одлучат тука да ја пречекат новата година, за забавата ќе биде задолжен хрватската ѕвезда Ален Славица. Почитувани гледачи,
ќе бидеме успешни, ќе ве информираме објективно и во новата 2014 година. Имајте многу здравје, среќа, радост во секое семејство. Благодарам за довербата во 2013-та, објективни ќе бидеме и во 2014-та. Среќни празници и многу здравје. Хоу, 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 довидување до следната година. Хоу, хоу, хоу.